Ај доста бизнес мовети, се фатиме за ракометни мовети, може? Може. Само ракомет. Гостин Владко Тасевски. Прво, ја и ти договоривме, пошто ти си генерален секретар на Ракометна федерација, а таму мора се да е подред, и договоривме дневен ред. Ја ти поднесов предлог дневен ред, ти ми го усвои и ми отврли 2-3 точки кои што не се релевантни, Така. или се од друго време, и сега имаме усвоен дневен ред, ама пред овој усвоен дневен ред, мене ме интересира твојот линк со ракометот. И мене често ме прашуваат каде са ти со ракомет, жена му била ракометарка, не знам ова, она. Ама ти како со ракометот дојде во? Најпрво благодарам за поканата. Интересно е да видиме како ќе биде оваа страна, вака се прв подкаст ми е, така да се надевам дека ќе биде све окей. Да, се надевам дека ќе биде све окей. Ракометот како беше многу интересна приказна. Александар, нели, нашиот сегашен претседател, кога го отвори ракометниот клуб Бутел 2017 година, ние сме другари од детство, викаме да идеме на тренинг, сакаш да помогнеш малце околу логистика, околу организација во клубот. 2017 септември беше, само што почна Бутел во прва лига. И као се согласи, викам, ајде имам слободно време, нели може да помогнеме нешто. Вие пријатели сте? Пријатели, другари, да, од детство све. Немам тренирано ракомет, што ми е, можеби, немам тренирано спорт уопште, можеби единствена мана која што во детството би сакал некојаш да ја променам. Да, ама од тогаш 8 години после тоа теравме во како претседател, како организатор све во РК Бутел, и задниве 3 години потоа ме повика, претходниот генерален секретар ме повика во федерација да помогна малку околу логистика ово, и така остана 3 години таму, па се случи ова. Волонтер беше? На стартот, нели, во таму 22 јуни баш се започна на неколку првенства, медитерански игри и така, имаше доста беше интересно за мене како млада личност, и едноставно мислам дека ми влезе ракометов во крв, така кажем. Јас исто дека нели тотално исто од неракометен свет дојдам во ракометот, ама низ годиниве како разговарам со многу луѓе од ракометот, и знаеш како, доаѓа еден момент кај што ние имаме различни гледишта, и тоа е многу интересно. Кога некој доаѓа од центарот, од ракометот, и постојано во исто избинување, некои работи не ги согледува од надвор, а ние кои што не сме ракометари, не сме тренирале, некојаш поинаку гледаме, и баш е тој интересен. Интересно се опаѓа, но види, ние од наша страна, да кажеме, неракометна страна, јас пример го водам, и Бутел, и сега федерација, пробувам да ги водам менаџерски. Едноставно да не се мешам во работата на селекторите, на тренерите во ракометниот свет, едноставно ти да пробаш да им овозможиш најдобри услови, најдобри ситуации за да може они да го добијат, да се бркаат работата, така. Мислам дека така најдобро може да функционираме се, како пример ми кажуваат, мислам дека во фудбалски клуб во Ливерпул, дека во периодот кога они имаат освоено немногу титули и све, они немаат ни еден фудбалер во менаџментот. Сите се надворешни. Интересно. Едноставно различни гледишта имаме, и мислам дека тоа допринесува до некој одреден резултат. Дава една друга слика. Така е. Дали некојаш си помислиш шо ѓавове натера се напатам на оваа работа? Многу пати, многу стрес, посебно од март сега, од кога дојдовме како нова структура во федерација, многу стрес. Во претходните 3 години како дел од репрезентативните обврски што ги имав, имаше одреден стрес, одреден притисок, доста организација, но имавме добар тим и функциониравме добро, и се менаџираше, но сега како генерален секретар едноставно си за сите обврски и одговорноста е голема. А ти затоа уствари мене ми го скрати дневниот ред. Доста ти од обврски. Не, знаеш како, има одредени теми за кои што може да дискутираме, да разговараме. Се до тоа 8 месеци сме веќе како нова структура, мислам дека добро тераме, доста ги активиравме сите младински репрезентации, формиравме нови, текст на ново формирање и така. Јас ќе си го фатиме дневниот ред, пошто денеска работен ден, утре не чека пак работен ден, ќе си го фатиме дневниот ред. Немам хронологија, значи не е временски нити по значење, едноставно некои прашања што
јас сметам дека се важни, некои од нив вие веќе сте ги начнале, па јас од таму сум ги исцрпел темите и ќе одиме ќе коментираме одредени работи, што се почнати, што не се почнати, што се планира и прво прашање, а тоа ми го постави некој човек пред некој ден во Битола кога бев на еден надпревар, зошто не се обиде РФМ да најде спонзори за лигите. Во времето мислам дека имаше некој спонзор Скопско, нешто VIP, многу одамна, не сум сигурен дали е така. Значи прашањето е дали размислувате за тоа, дали сте имале некоја идеја или Претходно пред 10 години имало брендирани како лиги. Моментално ние имавме таа идеја кога дојдовме да видиме да започнеме да бараме спонзори кои што би ги крстиле така лигите. Најпрви јас би сакал искрено да крстиме да ја спонзорираме првата лига на пример. Првата лига која што за нас е многу важна. Можеби од некоја страна сите сме фокусирани према Суперлигата, но првата лига е таа која што треба да ни ги генерира играчите, младите ракометари и сите тие. А таа лига моментално е на многу, да кажем, тежок пат да работи, да функционира поради финансиски и останати структури каде што мора да им помогнеме на некој начин. Затоа, пример, би сакал да можам, ние сме во потрага по нови спонзори, отворени сме за таа идеја за да можеме да ги брендираме лигите, но би започнал на пример прво од првата лига мачка и женските лиги. Се со цел да може да го потикнеме тие две лиги и три лиги за да може да се развие нешто плюс. Суперлигата како Суперлига ние сме моментално најака лига на Балканот, јас верувам. И има доволна реклама, доволни финансии, сите функционираат добро и се до тоа. Секогаш има потреба нели за плюс, но првично би им удрил акцент на овие помладиве категории. Интересно, да. Втората точка од дневниот ред ми е, ова е па сега мое согледување, јас во еден период се обидувам да го промовирам тоа, еве сега имам прилика директно и на тебе да го пренесам, сум разговарал и со други луѓе, се сложуваат дека до некаде има логика, тоа е околу форматот на купот. Значи ние сега имаме еден формат кај што има едно испаѓање, па потоа имаме групи и од тие групи победниците одат во Final Four. Самиот Final Four ми се допаѓа, супер е, тука имам подпрашање. Мојот фокус е околу доаѓањето до Final Four, зашто сега имаме 4 групи, најчесто сите суперлигаши и другиве испаѓаат. Дали е можно, дали има простор, дали сте размислувале да се направи баш по принципот на оние фудбалски купови, кај што на пример еден слабо лигаш може да се сретне со суперлигаш во еден надпревар, па да го изненади, па да отиде понапред, затоа што вака во купски систем, ако првиот го изненади, вториот сигурно ќе го елиминира. Секако имаме разговарани со селекторот Лазаров за во врска со системот на куп, уште лани мислам дека вака чисто како мовет, но мислам дека има простор да може да се направи некоја модификација, треба да видиме како се, искрено сега не сум точно запознат како се системите за куп на пребројањето во Европа, во европските лиги, но од друга страна треба да му даеме некој значење на купот. Моментално, како што кажуваш, сите прва лига екипите едноставно тоа име задолжително дека мора да одиграат, ако може да не го одиграат одлично, ако не кидат, ќе стрчаат, ќе се вратат и се губи концептот на тоа. Треба да има некое значење на тој шампион што ќе биде, што некоја мотивација дополнителна за сите клубови да сакаат да бидат дел од тоа надпреварување, да. Мислам дека имаме време за здравје за другата година да го. Интересно би било кога на пример да не именувам некој прволигаш кој што е условно не е подготвен уште за Суперлига, ама да си дозволи во своето место, во својата сала да му гостува Вардар, Пелистер, па и дај Боже да ги изненади. Зборам од таков тип на надпревари кај што слабо рангираните во одредено коло се домаќини. Фаворитот е гостин во еден надпревар. Као пример као ЕФА куп, као некој и таму имаме изненадување, четврто лигаш го елиминирал Сандерленд. Сега моментално се нели квалификациите за куп, па групната фаза во квалификациите за груп се нели прва лига со Суперлига екипи,
Домакинствата секогаш суперлигачите ги земаат ради финансиски услови. Ништо друго. И да падне да биде домакин, пример, Младост Богданци, некојаш нема, така го земам за пример, него ми тегна, он пример може да изненади оваа година, може да екипа и све, но едноставно останува да помалите екипи секогаш викаат, ќе дојдеме кај вас, Суперлига, дојдете, изиграјте, завршиме работите, така. Треба малку да го размислиме тоа за здравје од другата сезона, да може да направиме некоја промена, каде што би му дале подобро значење и внимание на куп. Сега околу тоа, значи самиот Final Four ми се допаѓа. Во неколку дена, баш како Final Four на Лига на шампиони, како Final Four на Лига Европа, дали тука сте размислувале за можност, порано постоеше, РФМ го даваше турнирот на лицитација и се бараше организатор кој ќе даде најдобра понуда. Дали сте размислувале од тој тип? Пример, да се најде спонзор, фирма, маркетинг компанија која што во наредниве 5 години ќе се обврза да го организира во Охрид, да има толку публика, такви преноси, такви пропратни активности. Дали тука има простор за такво нешто? Простор за тоа има секако, но ограничени сме од друга страна, каде што немаме во сите градови, на пример, ние секогаш сакаме, како што гледате, задниот период, ние ги носиме надпреварите за репрезентација во повеќе градови, но немаме можност во многу градови да споиме две надпреварувачки екипи, две надпреварувачки навивачки групи. Затоа што освен Скопје, Битола, да речеме, Охрид, немаме некоја друга сала која што би можела да ни издржи. Радовиш имаше сала, го донесовме купот во мај месец за жени, имаше само 100 луѓе во сала. За разлика, купот за мажи во Охрид беше одлично организиран, со добра пресконференција, со екипите беа тука 3 дена, беше многу добро организиран. Секако има простор за напредок за сето тоа, но останува ограниченоста за локации. Сега, пример, ако од друга година се стави во Охрид, ако Охрид биде како нели на Final Four, онда ќе останува ситуација да тој е во предност за во според со другите три клуби. А да може го направиме на пример во Струмица, па во Куманово, па во Штип, тоа е за мене поентата на купот. Да можеме да го промовираме ракометот на секаде во Македонија. Охрид секако е одличен домаќин како град и сите сакаат да отидат во Охрид и све. Да земеме добри искуства, на пример Лига на шампиони се игра во Келн со години, кој да бил кажал тоа е тоа, феноменално е, нема причина за промена, да. Градот е одличен и се до тоа како еден производ, како бренд на лигата. Така. Има можност да промени, но едноставно верувам дека треба да направиме за во врска со купот на детална анализа како функционира, например, да речеме Германија, Франција, Шпанија, и да можеме да го имплементираме тоа кај нас секако доколку ни одговара во нашите услови со кои што функционира. Следната точка од дневниот ред е соработката со МТВ. Значи, таму некаде во јуни имаше подпишано еден меморандум, а ја и ти во еден неврзан разговор за нешто друго разговаравме. Ти ми посочи дека има проблеми, дека не е така. Проектот за соработка со МТВ беше иницииран од Министерството за спорт, што ја го поддржувам тој проект и е одлична идеја, затоа што сега, например, имаме многу утакмици кои што се емитуваат на телевизија. Ситуацијата е тоа што треба да играме во различни денови, например, нели? Но сега добро менаџираме, има утакмици и во вторник, и во понеделник, и нели среда, ако има некој вонредно колосе. Главната поента на тој договор беше да го доближиме ракометот и нели како дел од проектот подпишаа, мислам дека и Кошаркарска федерација и одбојка, да го доближиме спортот до сите. Цело време да има нови надпревари, да нема сега МТВ3 ни е спортски канал да емитуваме цело време. Ете така. Значи, ако ние сме ракометна земја, ние треба да имаме ракомет цело време. Независно дали е младинска лига, кадетска лига, суперлига, прва лига, женска лига, затоа што на сите тие дечиња тоа им значи. Апсолутно. И тоа е главната мотивација да утре нивните родители, нивните баби, дедовци речат тебе го видовме внукот, па ова, она. И се до тоа да може да се испромовира добро. Фудбалот е на друго ниво. Вчера видовме дека МТВ може да испрати во Охрид. МТВ и едната и другата утакмица ги испрати. Јас вчера како што треба во Охрид дерби на Суперлига Охрид Алкалоид, во Битола дерби на Лига на шампиони, Пелистар Сегед беше одлично и
Мислам, вистинска промоција, сепак телевизијата сепак е се уште најмоќен медиум. Така е. И плюс македонска национална телевизија сепак треба да биде, нели? Треба да биде стожер. Така, да биде тука. Ние имаме добра соработка сега, како што разговаравме на стартот, имавме кој кога како, но кога се седна еден заеднички состанок, се направи добар план и унапред во наредни 2-3 недели ние знаеме која утакмица ќе биде емитувана и се тоа. И е многу добро. Здравје, дај Боже да имаме што повеќе гледаност, да може да привлечеме и дополнителни спонзори, да ги емитуваме на тие утакмици и се тоа. И тоа е како домино ефект, нели? Ете така, да. Повеќе преноси, повеќе гледаност, повеќе популарност, повеќе спонзори. Баш така. Се е тоа. Ај се вака малце ми се прашањава шетање, ама тамани да те проверам, во генерален секретар спремен ли е? Со години, например, во младинските категории ни недостасуваат надпревари, тоа сите го тврдат. И секогаш е изговор дека кратиме на трошоци. Како е оваа година, како планирате во наредните години да биде тоа? Поделени се по региони и сега, например, ја пионерска ја пратам најмногу, пошто имам таму едно пионерче. И поделени се во две групи. Во еднава има 3-4 посилни екипи, во другава 1-2. И сега малце им недостасуваат тука надпревари. Идејата заедно со екипата што ми е во федерација беше, како што ви кажеш, да имаме што повеќе утакмици во сите младински категории. Затоа што од таму треба да ги развиеме децата, да добијат навика, да имаат што повеќе надпревари, се со цел да кога ќе дојдат во Суперлига да знаат да има таа добра навика. Пионерската лига која ќе разговараме, имавме првичен план да има 34 кола. 18 екипи, дома гости, завршува. На прв план ни помина пред клубовите, но потоа едноставно имавме неколку клуба враќање дека тоа се многу патни трошоци, дека тоа се многу мали деца, но тоа не се мали деца. Не се мали деца, 14-15 години. Ние сега веќе ИХФ организира пионерско светско првенство. А ние немаме ни машка ни женска премиер селекција. Сега почнуваме и ги развижуваме тие работи, но ако и ни падна проектот за што повеќе надпревари, едноставно на барање на клубовите дека немаат финансиски средства, немаат доволно мок да може да ги издржат сите тие 17 патувања. Со тоа што можеби имаше некој 8 до 10 патувања надвор од Скопје. Сега за скопските клубови да кажам, не е поентата ние само да играме тука. Сега треба сите градови да се поготово младите категорија. Ете така. Сегде е драматично. Дали треба да направиме некоја корекција за другата година, да видиме дали може да ги организираме турнирски или се до тоа, ама веќе пионерската лига сегде на Балканот и во Европа сегде се надпреваруваат на квалитетно ниво. Спонзори за пионерска лига да се најде. Ете така. Значи тие да можеме ние да ги покриеме клубовите со патните трошоци се покријат. Тоа е тоа. Тоа е интересно. Тоа е тоа и за тоа ти тука треба да работиме сите заедно клубовите, заедно да ги мотивираме, се со цел да може да донесеме што повеќе деца во клубовите, за клубовите да ги имаат тие ракометни школи, од кои што би имале некој дел на финансирање, да може да бидат финансиски појаки и да ги издржат тие младински категории. Кога сме кај младински весеа, ти ги спомна, горе-доле сите селекции имаат селектори. Скоро да. И останува уште U15 машка, пионерска, таа ќе оставиме здравје за после јануари, после првенство. Таму имаме кандидат? Сега се уште не. А се шпекулира со едно име низ градов? Оставам тоа се не е дефинитивно. Не е дефинитивно, тоа се си. Иако ја го гледам на трибини, он си прати. Се работи. На селекторот Лазаров му истекува договорот сега или не? Мај мислам дека другата година. Другата година. Значи сигурно. Вие сте задоволни како ново раководство? Секако имаме одлична соработка со селекторот. Максимална поддршка има од наша страна во врска со репрезентацијата и сите тие работи. Имаме некоја си идеја сега каде што сакаме да започнеме промена, да воведеме еден нов систем за работа во врска со репрезентативните селекции, каде што ќе купиме, да кажем, нов софтвер. Тоа е исландски софтвер, XPS, го користи скоро цела Европа, цел Балкан. Едноставно е за работа, за воведување на систем каде што сите категории ќе
ќе ги имаат истите акции, истите тренажни процеси, сето тоа, каде што селекторите и стручните штабови ќе може да вршат детална анализа на работата на сите тие репрезентативци, физичката спремност, например кондициониот тренер му дава оф-сизон да работи на одреден репрезентативец, независно од пионерска, младинска, кадетска. Репрезентативецот со полар на него, со Гармин на него уред, како работи, така сите податоци ги внесува во систем. Ги гледа стручниот штаб, физиотерапевтите гледаат како се дешава ако во случај некој играч сака да пријави повреда овона, болки овона, сето тоа треба да биде под добар мониторинг на стручните штабови. Тоа е од една страна голема обврска, но од друга страна верувам дека за неколку години ќе донесе голем напредок. Фарски острови го има 10 години. И па еве се мачевме лани со нив. Не разбираш. Така. Ако сега на пример не само се мачевме, него ни сплескава таму кај нив. Ако на пример сега ние истите акции, истите теории, сите тие работи ги користат и пионери, од 14 така до сениори, кога ќе дојде некој во селекција, во сениорска селекција, тој веќе спремен, тој знае што треба да прави на тој тренинг. Браво. И се тие работи, тоа е доста добар софтвер, со сите го разговаравме, здраве планирано е од нова година да го почнеме, треба дополнителна обука за сите стручни штабови, но веруваме дека со координаторите кои што ни се во Федерација за репрезентации, разговаравме и веруваме дека тоа е добар и правилен чекор на кој што треба да се во кој што треба да се движиме во добра насока, за да може да веруваме дека во наредниот период ќе добиеме добри и млади категории. Кога сме кај координаторите, Филип Муркуловски е новото име. Тој се појави еднаш во стручниот штаб на Лазаров, па после најверојатно поради обврски, Германија не можеше да биде. Сега го гледаме скоро на секој настан, тука е 24 часа. Кои се очекувањата од Филип и идејата и одлуката за Филип да биде дел од нашата екипа е според мене најдобрата одлука, исто како и со Индира на стартот кога се договоривме да биде координатор на женски селекции, Филип да биде на машките селекции. Искрено сега секојдневно работиме заедно, секој ден сме заедно во федерација, не е се пример да бидат 2 сата, она цело време. Тој притисок кој што они ми го ставаат на мене, треба ова, она, тоа е многу позитивно, а од друга страна и јас морам да им пружам, да одговорам на тие, инаку ако никој не бара да има собир на кадетки и на пионерки, па и не мора. Ќе почекаш. А вака на пример Индира бара тоа, Филип бара тоа. Ти знаеш како, ние мораме да се движиме цело време континуирано. Ние имаме сега многу собири, реално овој период. Се со цел да може да ги предвижиме младите. Па еве са последна в недела 3-4 селекции има надпревари. Женската в недела имавме 3 селекции собрани, 4-та филтри се правеа. Женски, машките беа 3 селекции собрани, од кои што имавме гости Јапонија со сениори, гости Словачка со младинци и кадетите отидоа на квалификации. Да. А претходно кадетите беа на трофеи Карпати. Едноставно Филип верувам дека он се врати од Германија после 10 години, мислам дека таму. Неговото искуство кое што го има таму, многу добро го пренесува тука. Браво. И има една, да кажам, смиреност во него која што ја пренесува до сите и верувам дека тоа е позитивно. Браво. Према сите стручни штабови. Сега чекор наназад околу софтверот. Тука во една од точките ми е запишано нешто ново што со години ја го очекував, а тоа е воведувањето на софтверот за резултати и статистика. Значи, факт е дека целиот спорт се претвара у шоу бизнес преку статистика. Па во оние мои на НФЛ има првиот 27 годишен играч што на 4 надпревари постигнал по 60 јарди. Мислам, тотално без врска, ама има постојано приказна. Многу ми се допаѓа ова што го воведовте, до крај сте со воведувањето и дали ќе одиме наназад да го храниме со податоци? Томасофт, софтверот е хрватски софтвер, го користи. Само да кажеме дека е достапен на страната на РФМ, секој може да го гледа, значи не е ексклузивно право за медиуми или за тренери, него баш за секој љубител на спортот може да види во секој момент кој е најдобар стрелец, најдобар изведувач на пенали, најдобар голман, најдобар напад, најдобра одбрана.
ги има целосно детална анализа, софтверот е хрватски, се користи на Балканот доста години и Светската ракометна федерација го користи за сите светски првенства. Кога го поразговаравме, го понудија, едноставно мислев, верувам дека фалеше тоа кај нас и затоа се одлучивме да преземеме таков чекор. Малце беше можеби турбулентно летото додека направиме транзиција од стариот систем во новиот систем, но едноставно направивме, да кажеме, еден пресек, каде што сега имаме реална слика на ракометот во Македонија. Статистиката е одлична, сите на веб страната кај нас може да симнат од секоја утакмица, од секој надпревар да симнат записник. Да гледаат цела статистика, све текот на надпреварот, а за Суперлигата имаме детална статистика. Кратка и опширна статистика, каде што може би секој кај шутнал и се. Моментално, сакам да верувам дека е 100% точна статистиката, може би на некои утакмици има, нели, ќе се промаши одбрана овона, но да кажеме дека оваа година нема да биде 100% точна статистика, за да сите се научат клубови, за да наредната година веќе имаме чиста статистика која што ќе ни помогне на сите. Ние што сме некои ракометни фанатици, со години се исмејуваме на статистиката на ЕХФ, значи кај нив со години не е. Пример, на надпреварот со Вардар Кристијанштад, со специјалната статистика на крај зборуваше дека имаат по 0 технички грешки и дека имаат едната екипа од 32 шута 31 гол и дека има 90 и не знам колку посто. ЕХФ се мачи со таа статистика. Така. И ние кај нас тука ќе пробаме се повеќе тие, тоа се од секој клуб по двајца кои што се ангажирани од страна на клубовите, да може да ја водат таа статистика. Им треба на сите време. Ние имавме неколку обуки во текот на летото, доаѓаа во федерација заедно, сите беа повикани, на пример, од сите клубови кои сакаат гледаа заедно надпревари на прожектор да едноставно си вежбаат. Да вежбаат. И добро е што веќе сите почнаа да си ја сваќаат сериозно работата, како клубовите збор. И на сите им треба таа статистика. Многу е лесно да тренерот после надпревар заврши и ти отвори целосна статистика да види што, кој, каде, како. И за играчите од друга страна е добро да го има тој ривалитет. Сега на прво место мислам дека Стрелец е, не знам, некој долго време беа крилата на Прилеп. Ето така, сега левото и десното, Димитриевски, тоа е. Така, други ве гледаат, па ќе сакаат, па и сето тоа е добро за за ривалитет дополнителен меѓу сите ракометари. А дали размислувате и дали има опција годините наназад да се нахрани? Тоа не знам. Тоа би било многу интересно. Да, ама тоа треба, немаме како треба да се изгледаат сите утакмици. Тоа треба. Да. Она ресовска школа. Многу работа, да. Многу работа. Многу работа. Во тој контекст имamo едно рендом прашање, не знам кај оде ќе го најдам, ама го знам, ај вака. Дали вака уствари. Ја обновивте манифестацијата ракометари на годината, ракометари на Македонија. Ја имав среќа, бев фантастична организација, фантастичен амбиент, сите весели, радосни, дотерани, баш се гледа дека на луѓето, на спортистите им остасува таков еден настан. После долго време, мислам дека можеби 15 на години и повеќе, се одлучивме да направиме ваков настан. Едноставно да го испромовираме ракометот, дека не е се во сала, дека има нешто, да кажем, по фенси, дека треба да се награди трудот за одредени индивидуи каде што дале се од себе во претходната сезона. Може би имавме некои недостатоци во врска со организација, во врска со дополнителни награди и сите тие работи, но останува мислам дека ги опфативме големиот дел. Останува секоја година здравје да продолжиме. Стигнало до тебе некоја забелешка изгледа, че викаш на статија. Јас бев презадоволен, да кажам. Целиот настан, организација, прием, она пиар околу настанот, пречекот, амбиентот, се беше топ. Фала ти. Топ. Од една страна сите клубови заслужуваат малце и представници на клубови заслужуваат малку да, како што викаш, да се дотераме, да се видиме во друго светло. Во друго светло, доста шорцеви, испотени. Малце поразговараме се тоа. Ни фали таа комуникација меѓу клубовите. Да не биде се она ривалитетот и се, туку малку да имаме и соработка и се тоа. И друго е кога ќе разговараш
вака на вакви настани, на вакви организации, наместо да разговараш нели само на терен и во сала и сето тоа. И сега во контекст на ова, еве еден мој предлог, а во светот нели е тоа многу популарно, дури ЕХФ еве од лани го воведе. Дали сега полека ни се создаваат услови да направиме и ние македонска куќа на славните? И предок до РФМ, секоја година во наредните да имаме по неколку номинирани личности од македонскиот ракомет, од почетокот на ракометот и едноставно да ги полека да ја создаваме таа куќа на славните македонски ракометари. Тоа е добра идеја. Треба да се разлоби, треба да се размисли добро ама може да биде добро. Само за тоа прво ни треба куќа. Одлично. Ајде сега одиме, овие ги продам, значи ова ми пројде као предлог. Одиме сега до ракометен дом. Председател Стефанов го најави во својата програма. До кај сме со тоа? Има ли нешто, се работи ли нешто? Работиме на одреден проект во комуникација и кога бевме летоска на, да кажем, официјална посета во ЕХФ, Европската ракометна федерација, им го кажавме нашата замисла, нашиот предлог. Се понудија максимално да ни асистираат при проектирање на една одредена сала со канцеларии нели за наши потреби. Работиме моментално на проектот, гледаме што како би било најдобро да може да изградиме нешто кое што нели секако ќе остане во иднина за секоја за ракометот, но да биде многу функционално. Бидејќи како што знаеш имаме доста голем недостаток на термини, на сите тие работи, да може таа спортска сала да биде користена до максимум. 24/7. Да, знаеш како да може да имаш два терени на овакво седе, како што е во Австрија има сала што се дели на 3. Франција има на 4. Што се дели една спортска сала, еден дом, се дели еден терен се дели на 4. 4 екипи може да тренираат во исто време. Ние би биле премногу задоволни да имаме терен што би бил на 2. Да. И тоа е одлично. Тоа е одлично да може да ги сместиме сите категории, да може да имаат непречен континуитет во тренизите. Што јас верувам дека што повеќе тренизи 50 на 50 отприлика. 50 на 50. Така. 50 Ќе ги фати тие. Да. 40 на 20 и плюс ова. Кој би бил финансиер на тој проект? Тоа се работи, све гледаме што како би било. Би било некој си здравија да видиме како ќе спадне јавно-приватно партнерство помеѓу држава и федерацијата и сето тоа да видиме. Има надеж? Па јас верувам, морам да верувам дека ќе има надеж. Верувам дека ќе има, едноставно работиме на одреден проект, да видиме како сето тоа ќе излезе, да видиме нели колку би чинело и потоа да почнеме да бараме финанси за да може да го имплементираме тоа. Ми се свиѓа. Важно ќе биде, нема дилема дека ќе биде важно. Заслужува ракометот во Македонија да има една своја база. Така. ФФМ има една прекрасна своја база. Се мачат за светско да се пласираат, а ние сме на секое светско. Така е, но тие еднаш се пласираа на европско, направија драма, ние сме фудбалот во светот е секогаш 15 години на европско. Тоа е така, ама фудбалот е секогаш на некое друго ниво во светот и знаеш како ние сме ракомет како спорт број 1, можеби јас не сакам да верувам, но да се случи да влеземе во групи на светско, на европско првенство фудбал, све може да се промени. Дисбаланс ќе се голем, да. А ние тука даваме се од себе да се бидеме пласирани секоја година, на што повеќе младински да учествуваме европски светски првенства. Се со цел да може да ги мотивираме младите да влезат во сала. Ги спомна ЕХФ, ИХФ, бевте неколку пати, остваривте средби. Што е вака прво опипливо од тие средби, некои проекти што ќе почнат да се реализираат, што имате? Со Светската федерација добивме, како што мислам дека и кажавме претходно, добивме донација нов под Герфлор, тука е сега ни стигна моментално на царина, треба да го извадиме другава недела, што го користиме нели за потребите за репрезентативни надпревари, секако и кај што треба нели за турнири, за меѓународни надпревари. Стариот донација у Богданци. Стариот е тука, секогаш им излагаме во пресед на сите клубови. Тој може да се го транспортираме, го даваме на користење се со цел да може бидејќи веќе сите европски надпреварувања клубски бараат веќе на Герфлор.
да се игра. Тука добивме топки, огромна количина, која што сега ќе ја распределиме према сите клубови, текот на наредна недела некасно. Тоа е од Светската федерација, разговаравме да бидеме дека ќе аплицираме, имаме желба, имаме потенцијал, веруваме дека ќе може да го продолжиме, да континуираме да го продолжиме, да бидеме моментот да бидеме домаќини на младински категории за светски првенства и за европски. Аплициравме за сите отворени што се од сега до 29 година за светските првенства младински, а за европските сега има за 27, баш вчера поднесовме целосна документација па да видиме. Генерално до сега се што ни доделиле поминало во одличен ред, па дури бевме нели кодомаќини на европско првенство за жени. И има ли некаде некоја надеж нешто за мажи, нешто да виде? Мажи е се дадено здравје таму до 2030. Ние разговаравме, Александар разговараше, нели излезе и од Словенската федерација, Македонија, Словенија и Србија да бидеме како да аплицираме како кандидати за 2032, мислам. Сега тоа се, како што го разговаравме на состанокот во ЕХФ, тоа е процедура која што ние треба да се спремаме до 28 за да може да ги поднесеме тогаш. Значи таа идеја е жива. Да, таа идеја е жива, но знаеш како е, тоа е еден огромен план. Ви правите фокус мозок. Пошто стана интересно. Ние фаланга која ќе се заакаме сега за Данска, веќе се пребројуваат низ град. За Данска е веќе друго. А замисли овде да имаме група во Скопје, мислам на градски може да играме словно, само се затвори нешто, тајфуни нешто грење да пусти. Како што беше во Дизелдорф. Дизелдорф Европа. Значи жива идејата за жива идеја да работиме со неа во комуникација сме со Србија и со Словенија. 2032. Тоа е следното слободно, мислам дека така беше. Не е така далеко. Па не, ама не е ни близко. Не е близко, ама имаме простор да Има простор, само што треба да имаш многу добра логистика, добра организација и инфраструктура. Па добро, Македонија, Србија, Словенија, може да покриеме, ама ние да не немаме капацитет. Ние може да ги имаме група со Словенија, а се другото да се игра во Србија. Белградска арена. Да. Ради не е лошо. Тоа што другото немаме такви капацитети, они бараат, мислам, над 15 луѓе така некако. Сали. Интересно. Сега ми се измеша скроз куќниот ред, ама ќе си продолжиме. Кога го спомнавме овој настанот, ми се допадна, ти кажав како беше тоа убаво испратено пиар по социјалните медиуми. Кој го работи пиарот на Ракометна федерација? Пошто изминативе години постојано е во како да кажам во еден напредок, во еден подем, се подобро, се поинтересно станува. Сега моментално го работиме ние како федерација. Имаме асистенција од маркетинг компанија која што ние соработник и тоа е тоа. Немаме нешто надворешни, пример, ангажирано стриктно за тоа и тоа за пиар. Едно време Althouse нешто беше ангажирана или Ања беше ангажирана како медија менаџер за надпревари, за европски првенства, бидејќи на секој европско првенство треба секоја репрезентација, ново е да има медија менаџер кој што ќе си биде одговорно за сите тие информации, кој ќе прави интервју, што ќе прави сите тие работи. Еви тоа прашање го затворивме. Ај сега ќе одиме ова што сум прескокнал. Ова лето турнирот Марко Божиновски го се смени, не беше клубски, беше репрезентативен и одлично помина. Дали тука РФМ помагаше во таа организација или беше само како учесник, како да кажам, како е вашата како гледате вие на тој турнир и како ви се плановите за понатаму? Дали ќе го поддржите ова да биде со репрезентации или ќе оставите на луѓето од турнирот, од фондацијата Марко Божиновски да ја тера таа приказна? Ние сме секако во блиска комуникација и со Ристе и со Сашка. Марче беше дел од нашиот клуб од Бутел. Секој сме отворени за соработка за тие работи. Максимална поддршка, све што можеме им даваме, се што ќе биде побарано на наша страна, ќе им излеземе во пресред. За репрезентативно ниво беше предложено од страна на Ристе. Го поддржавме, имаше добра добар фидбек. Нашите две репрезентации тоа само што ги формиравме,
и се погоди баш убаво да изиграат. Нашата една репрезентација, ама имавме две групи. Да, не беше уште селекцијата финално. Така и баш се погоди да биде добро. Секогаш тука сме за да ги поддржиме сите нели ракометни турнири, посебно. Следната точка ми е токму тоа. Турнирите во Струга, Охрид и Прилеп, многу важни, одлични турнири. Колку вие како РФМ сте задоволни од ова лето, како сето тоа се изорганизира и дали има простор таму нешто да се помогне? Но Охрид очигледно нема треба многу помош. Они се амбициозни, супер се. Охрид, следната година слушнав какви тимови се очекуваат, ќе биде супер. Да. Према сите клубови, сите домаќини на турнири сме отворени за соработка, колку сме можеле сме им помогнале, кога ни побарале, секоја сме тука ни помогнеме логистички ако треба за организација сите тие работи. Струшкиот турнир знаеме 50 и нешто години, многу е важно да обстои тој турнир. Многу е важно. Сега имаше пример со Герфлоро што го поставивме таму, беше полн погодок. Без тоа ќе беше многу тешко да се одигра, затоа што проблеми не подлога веќе. Јас памтам пред 3-4 години Будолга бевме последно, 4 играчи ни се повреди. Да. И за тоа не го сакаат сите клубови. Не го сакаат. Никој не го сака. Ете така. Струшкиот турнир е многу важно да обстои, затоа што на отворено единствен турнир има некој дух и драж, да. Така некако и Струга живее за ракомет. Јас верувам дека толку репрезентативци и репрезентативки има од Струга што ние мораме таму да нешто да се случува, да има некакви ракометни настани. Мене лани ме поканија, ја бев гостин на еден подкаст и ја викам за Струга треба со закон да се заштити. Значи Министерство за спорт посебен закон за Струга тема ракомет. Значи да се заштити, да им се помогне. Имаат проблем таму со локална самоуправа и се нешто се смени, може ќе им помогнат повеќе. Овој регионалниот турнир што се организираше во Скопје, тој беше во организација на Министерството или на РФМ? Тоа е проект и идеја нели во организација на Министерство за спорт. Секако ние како куќа на ракомет бевме логистички да го изорганизираме, да го истераме настанот. Беше одличен. Верувам дека тоа е добар пример и добра можност каде што нашите клубови пред почетокот на сезоната ќе видат кои се до кај се што се. Барем регионално. Дали тој турнир ќе продолжи и ќе се менува домаќинот или останува во Македонија? Мислам дека така е. Секоја година или секој следен турнир ќе биде нов домаќин. Добро. Од турнирите кои што исто ги обновивте, а кои што сигурно ние ќе бидеме домаќини, е Трофеј Македонија. Трофеј Македонија искрено ми дојде како замисла, како идеја, не знаејќи дека имало. Дека постоело. 25 години Трофеј Македонија ми го кажа негде на маси. Па ти млад човек плюс бизнисмен, не гледаш ракове. Не бев толку тоа, но в задниве години го гледав Трофеј Карпати. И Трофеј Карпати е многу добра идејата. Трофеј Карпати работи по принцип на соработка помеѓу федерацијата и локалната самоуправа. Каде што, нели, помага градот каде што ќе се одржува, таму има некоја си промоција за ракометот, за како спорт и сето тоа, а Трофеј Карпати веќе си добива некој си ниво на квалитетни турнири кои што ги организира во текот на цела година. Ние доста брзо го изорганизиравме ова, знаејќи дека многу тешко се наоѓаат екипи, бидејќи сите имаат една година унапред дефинирани планови. Баш помош ни беше тоа од огромна помош состанокот во Светската ракометна федерација. Значи представникот таму ни вика, ви требаат екипи, ни требаат екипи, да, во ред, ќе стапиме во контакт, веднаш ни ги обезбеди. И верувам дека помина во одличен се беше во најдобар ред, а многу беше важно што нели нашиот женски ракомет некако да го пркнеме, па репрезентацијата ни е многу млада, тие девојките се навистина неискусни, така да ова е огромна шанса и идејата е Трофеј Македонија да има да ротира континуирано, да има на пример, да кажеме на пример во септември или во ЕХФ недела во есенскиот дел да има со женски репрезентации, во пролетниот дел да има со машки репрезентации. И сега ќе видиме тоа колку ќе биде возможно да го направиме. Здравје за нареднава полусезона, да можеме да изорганизираме еден Трофеј Македонија во
U20 или U18 машка категорија, затоа што ние, како што знаете, веќе двете категории ни се на европски првенства наредното лето. Па ќе видиме како ќе биде, али е доста добар момент да може да пример следниот турнир биде Гевгели, така, или да биде во Куманово. Така, да ги ротираме цело време, се со цел да има интересно да се случува нешто. Од новините што ги воведовте е и караванот. Значи веќе беше мислам во 3 града. 3 града. Фатани, да. Како вака на Facebook изгледаше убаво, многу посетено. Како е вашето задоволство веќе после 3 посетени града, од она што го очекувавте да се случува таму и од тоа што се случуваше? Ракометниот караван беше идеја на целата екипа нели во федерација, каде што поентата е да го промовираме ракометот како спорт до најмладите генерации. Во соработка со училиштата ние ги повикуваме сите дечиња од 6 до 12 години да присуствуваат на тој ракометен караван, претходно одредена кампања, маркетинг. Без разлика дали децата се дел од некоја школа или клуб. Не треба да бидат децата дел од школа. Не треба да бидат. Децата што се од ракометните школи се веќе секако се тука. Се веќе во ракометот и се влезени во сала. Поентата беше да ги викнеме тие дечиња кои што сега моментално не тренираат ни ракомет, ни одбојка, ни кошарка, седат на телефон. Поентата да ги внесеме тие дечиња во сала. Првиот беше во Охрид, каде што ги опфативме Ресен и Струга, но кога видовме колку дечиња дојдоа, едноставно одлучивме дека секој град заслужува и треба да добие караван посета сам за себе. Така да имаше над 350 дечиња, мислам дека во Охрид, што искрено не бевме ни спремни. Имавме некои рекламни материјали се до тоа и сега одеднаш доаѓаат дечиња и викаат ние немаме ранчиња за нас. И потоа дополнително им однесовме ранчиња во Ресен, во школата, ваму таму, се со цел да може, знаеш како, во Прилеп бев, затоа што во Охрид не бев, мислам дека на конгрес во Виена. Во Прилеп кога отидов, кога излегува од салата 200-230 деца, сите беа со капчиња, сите беа со ранчињата и сите утре дента ќе зборат за ракомет. Од топчиња си земаа, па разговараа со некој. Па така малку имаше некоја си позитивна енергија која што е главната цел на спортов. Да ги внесеме најмладите категории таму. Кога продолжува и каде? Крај на месец ноември имаме уште еден. Мислам дека ќе го објавиме наредна недела локација да ќе објавиме. Уште треба да ги додефинираме некои работи, па потоа здравиот февруари ќе започнеме повторно. И да не престанат. Се надевам дека нема да престанеме. Можам да ти најавам дека наредниот до крај на месец ќе објавиме дека ќе имаме генерален покровител на ракометниот караван. Да, кој што ќе биде, нели, за да може да го поттикне, да го поддржи таа идеја. Да донесеме што повеќе деца сала. И под караванот следната точка ми е новиот спонзор Маги. Исто една новина во РФМ. Ние сме си навикнати на Скопско, на Алкалоид, нели, на тие некои стандардни наши спонзори, мислам дека и Телеком едно време и ВИП беа, значи такви убави спонзори. И сега се појави и Маги, тоа е малце свежа крв, свежа крв, нови спонзори, тоа значи дека компаниите кои што работат, кои што не следат, кои што следат ракометот, едноставно гледаат позитивно, сакаат да допридонесат сите, да бидат дел од оваа приказна ракометна, како што кажа нивниот представник тука директор, вика бев на една утакмица, вика на Македонија Литванија, кога видов што се случува во сала, едноставно реков мора да бидеме дел од оваа приказна. Сакаме, отворени сме за соработка со нови спонзори секако да биде се во ред. Маги има одлична нова наградна игра, каде што доделува, мислам дека 3 главни награди, 3 патувања за двајца за Данска. Со по една недела све платено, што е одлично. Супер. Да. И има добра маркетинг кампања, тие се швајцарски светски бренд број 1 во тој сектор, функционираат на сосема друго ниво, само тоа можам да кажам. Браво. Позитивно е така. Генерално за ракометот кога еден таков светски бренд се појавува, значи веќе некој гледа со други очи на нас. Така е. Уште една од новините што воведовте е новиот оглас за дизајн на маскота. Ја сега тука
не би дал оглас, него се знае, мора да е еден војник, дел од фалангата, мислам, тука е јасно, али сепак ја поздравувам идејата, супер е, ни недостасува и такво камче во мозаикот. Какви се очекувањата? Секаде каде што идеме низ Европа, секаде имаат маскоти, секаде имаат аниматори за време на надпреварите. Ние мораме да ги анимираме нашите гледачи, да не доаѓаат во 6 и петак утакмицата е во 6. Тука е на убава тема што така и сега ние сето тоа треба го направиме преинтересно да биде за дечињата, бидејќи најчесто за репрезентативни надпревари доаѓаат фамилиарни луѓе. И се тука тие дечиња треба да бараат да влезат порано. Се со цел да може да ги донесеме, па да ги анимираме, па да има, гледав сега пример, има топови за како се вика, за маички фрлаат тоа на добар спикер каде што ќе ги забавува сите. Маскотата беше идеја, замисла, не е поентата ние сами да дефинираме, да оставиме да видиме јавноста какви идеи ќе даде. Нели? Ама на крај ќе избереме војник. Имаш војник, има сега гледам праќа, имаат војник сонце, војник, нели, лав, рис, тоа сите тие работи. Рис не може зафатен. Рисот е на ФФ. Да. А лав не може на Македонија Ѓорче Петров. Ке се налути Тони. Да. Не, има доста идеи, почнаа да праќаат, тоа ми се допаѓа што има нели омраздвиженост. Апсолутно, да. Да има цело време нешто да се случува во ракометниот свет, да ги држиме сите будни до европското. А ние со Ѓоргонот кога разговараме на тие маркетиншки теми, он секојаш ќе кажува приказната со едно слонче, маскота на Металург. Нема врска слонче со Металург, ама ете направи приказна, кај што и на младите им беше интересно, кај што делуваше како еден сериозен светски настан спектакл сето тоа што се случува. Сега на светското во Хрватска има Фокси, куклички, кјуте падицата од купување, не зборам. Меѓу другото, и мерчендайзинг, маркетиншки, да. Во план ни е поставување на фан продавници онлайн. Фан продавници и фан зона. Фан зона ќе видиме тоа како ќе иде, да. Фан зона. Гледај сега, вака јас ова сум го кажал и у други ситуации. Значи ние фанатиците по ракомет, еве сега, у вторник игра Вардар со Кристијанштад во 18:45. Ние во 16:00 сме во кафана. Мени имаме победничко, не се менува, нарачката е иста. И сега, кога би имале таква фан зона пред Борис Трајковски или пред Јане Сандански, нели зборувам за репрезентативни надпревари, која ќе има напред едно штанче, па 3-4 спонзорни Скопско, па точи пивце, па некоја компанија Танасовски да ги врземе некако за колбавче, па едно музиче и ние место да одиме у лептокарија у кафана, ќе им падне прометот малку таму. Дента, да, ништо страшно. Тие тука ќе се видиме, приказната ќе ни биде поголема. Добра, одлична идејата. Тоа секаде го има. Само треба да го изреализирам. Малце временски да го изреализирам. Здравје до април, мислам дека не е следниот меѓународен надпревар. Официјален, да. Ајде, еден сега шо прескокнавме, маги ги поминавме, да повлечат уште нешто, маскотата ја поминавме, статистиката ја поминавме, донациите, топките стигнаа. Сега ова е едно интересно техничко прашање. На првата панел дискусија што ја организиравме ние од Само Ракомет во Double 3 Мериот, јас вадев статистика, односно статистиката ми ја пратија тогаш од Ракометна федерација, за бројот на регистрирани ракометари и за бројот на сали кои што ги исполнуваат условите. И тоаш ми искоригираа дека не се тие точни. Дали тука сега нешто имате тема околу вистинскиот број на регистрирани ракометари и вистинскиот број на сали кои што не се на располагање во Македонија? За спортските сали немам точно инфо сега моментално, а за играчи моментално во новиот систем во кој што нели го започнеме да работиме, ја да ти кажам се разочарав со бајле кога ја видов информацијата. Ние како Македонија имаме 1750 ракометари. Што независно зборуваме од пионерска до сениорска, мажи, жени. Значи 1750 деца кои што тоа е многу мала бројка. Еве да кажеме нека има плюс можеби 20-30 деца кои што се движат
Статистичка грешка. Така е, ама тоа е многу мала бројка. Независно колку сме ние мала земја се до тоа. За национален спорт број 1 ние мораме да ја дигнеме таа бројка барем до една нула треба да дигнеме. Тоа е многу. Тоа е многу. Да земам за споредба, Словенија има 5000 машки играчи и 1800 девојки. 6800, 1700, 5 пати повеќе. А ние сакаме да се натпреваруваме со нив. Да земеме дека Србија информација е... А бројката на Франција? Не. Така? Лани излезе. Тоа се веќе други... Скоро 600.000 регистрирани ракометари. Ама кога ќе извадиме процентуално, една децимала сме полоши од нив. И после сакаме да ги победиме. Ние како нација сакаме секогаш победнички да гледаме на сите настани, сите надпревари, но оваа информација ни покажува дека ние сите мора да работиме заедно. Така, од која позиција тргнуваме? Од секаде. Да. Ние не можеме. Србија има 40.000 ракометари пријавени во систем на надпреварување. Ако е 5 пати поголема од нас, независно. Да, ама 40.000 во така, 20 пати е. Ете така. Значи ние треба, за тоа е поентата на овој ракометен караван. За тоа е поентата на овие потоа следна фаза да може да ги спромовираме, да отвориме, да помогнеме. Знаеш дека ми се свиѓа тоа како федерација со што се занимавате, пошто ова е многу важна тема. Најважно. Ние секако, ние во наредните години ќе имаме недостаток на ракометари ако продолжиме вака. Не знам дали се сеќаваш на проблемот со кој што се соочува Стефче Стефановски, ни го кажа Битола. Во едно подрачно училиште се запишале 5 деца првачиња. И вика се тие од 5 деца ние треба да извлечеме еден ракометар, скоро невозможно. Не е возможно, тоа така. Така да мора ова да биде фокус. Но ако ние сега го промовираме ракометот со каравана, потоа како втора фаза започнеме да ги поддржуваме тие ракометни школи, а каде што нема да помогнеме да ги отвориме. Така, да помогнеме да ги отвориме тие ракометни школи, а потоа да ги анимираме тие ракометни школи со мини ракомет. Со турнири од сите, секако нели организирани од РФМ. Се со цел да може тие дечиња да дојдат до што повеќе да имаат топка во рака. Порано да ги донесеме на ракомет и да ги задржиме подолго. Така е. Они кога ќе дојдат до 13 години веќе знаат што сакаат да продолжат ракомет. Ако се анимирани од најмали. Како дел од состанокот кој што преска го спомнавме во ЕХФ во август кога бевме, ние разговаравме дека за имплементирање на таа нивна мастер програма. Мастер програмата сега веќе сме во некоја си напредна фаза каде што разговараме се, е опфатено се. Само едноставно ние изработено е се. Ние едноставно треба да го isprocesираме тој да го изработиме. Мастер програма се однесува на популаризација, развој на ракомет. Така. И има ракомет во градинки 3 до 5 години. Хрватска го има како проект, одлично функционира, Црна Гора го започна. Ние треба сега следно да го започнеме. Важно е да ги опфатиш 3 до 5 години, тоа не е таму на тие тренинзи, да ги кажам, не е тоа тренинг, тоа е едноставно дечињата да гледаат топка. Некој вид на игра, нешто. Некој вид на игра. Така. Едноставно да знаат дека не е се да го бараат телефонот дома, туку дека има топче. Дека не треба да играат, да седат така само, туку дека треба да се подава, да фрла. Ќе го земам пример, малиот мој 2,5 години го носам во сала. Откако го носам во сала на надпревари, тој започна да се движи со топки, гол. И цело време во подсвеста да им внесеме на тие дечиња дека нешто има што треба да го прават со рацете. Нешто што порано ние така сме растеле. Така. И ако го направиме мини ракомет, ако го направиме ракометот во градинки 3 до 5, мини ракометот од 6 до 12, ние веќе на 12 може да направиме пионерска лига, таа помлада пионерска лига. Помлади пионери. Така. Која што недостасува. И веќе ти ги опфатува сите деца. Пошто тој проблем исто сме дискутирале. Постојат дечиња кои што некаде на 7-8 години ќе влезат во некоја од школите, до 12-13 години тие немаат надпрва. И тука доаѓа до едно разводнување, до условно кажано разочарување, немаат предизвик. Значи таа група на деца ракометот ја губи. Додека во фудбал има од најмали категории. М8 има надпревари, така. Кошарка исто, М10, М8, М12. И па тоа е некоја насока каде што ние гледаме да се движиме, да што помладите ги анимираме да дојдат во сала.
Мини ракометот ми е ставен као крај, да завршиме со мини ракометот, ама сега го спомна. Мини ракометот е замисла која што ја разговаравме баш и со Ѓоргон пред 2-3 месеци. Ние сега моментално ќе видиме колку имаме дечиња испод, нели, 15 години, кои што се, нели, под 14, под 14, нели, пионерските се 15, помали, да видиме колку деца, со колку деца располагаме низ Македонија. И идејата е март, април и мај да направиме 3 турнири низ Македонија, каде што ќе ги собереме тие клубови да изиграат мини ракомет. За да здрави од следната сезона да го воведеме тоа во некој систем. Систем да може да пробаме да ги анимираме тие дечи. Да влезат во некој систем на надпреварување и да тера. И тогаш веќе оваа бројка ќе ни се зголеми одма. Тогаш веќе таа бројка ќе се зголеми. Така. Така. Ние сега, ако види женскиот ракомет, например, во Македонија има 562 девојчиња кои што се тотал регистрирани во сите категории. Женски клуб одбојка во Форца има 350 девојчиња. Сам. Одбојката е по фин спорт, секако сето тоа. Но и порано имало женскиот ракомет, например, секаде во Европа е во криза. Ама кај нас имаме наједноставни, најлесни алатки со кои што може да ги примениме за да го развиеме женскиот ракомет. Ние секогаш сите сега се моментално свртени на кој судел, што судел, како судел и сите тие работи некако на негативно. Ако ние пробаме да ги свртиме тие работи, да пробаме сите клубови, сите заедно со нас како федерација да размислуваме на позитивно ниво, да ги развиеме тие девојчиња, да им биде мерак да идат на тренинг. Така. Финансиските работи ги ставам на страна. Ама треба да посветиме повеќе внимание. Барем така верувам. Доаѓа зимата сега, со Кики Грчевски пред неколку години, снимавме тука подкаст и лајт мотив ни беше ладните сали. А Кики Грчевски од фамилија хокеари, па си донесе опрема, палка и уште тогаш зборувавме дека еден многу сериозен проблем, поготово за овие млади категории, кај што родителите кога ќе однесат детенцево во сала, ќе видат дека е надвор 0, во сала -4, се откажуваат од тој зимски период на тренирање. А со Александар зборувавме дека планирате како ново раководство малце построга примена на тие правилници на РФМ, кај што има некоја точка, не ја проверивме до крај, дека ако е под 18 степени, првенствен надпревар не може да се игра. 16. Дали работите нешто на тоа? Започнавме да направивме еден критериум како прашалник кој што треба да се имплементира. Ги начално ги проверивме првично салите пред почеток, за да ги остварат првите основни услови да ги има. Елементарни услови да ги имаат салите. Главно салите сите во Македонија веќе се изреновирани, се чепнати нешто, останува само грејењето. Верувам дека е тоа. Скопските сали се тука прилика сите, да кажеме окей, некои се играат на тајфун, некои се играат на школско парно, вака така се. Битола, Прилеп е салата, нели школска, не знам дали е искрено на грејење. Треба поддршка од локална самоуправа, ништо друго. Тоа е една ставка, не верувам дека е многу голема ставка ти да загрееш сала ако е добро изолирана и сите тие работи. Ама ако нема поддршка од локална самоуправа, ништо не може. Притискајте ги, пуштете им мейлови таму. Ние сега ќе пробуваме како беше Winter is coming. Така, пробуваме полека да им доведеме до знање дека сите клубови треба да си го сработиме сите нашето. Ако сите заедно работиме, ќе имаме подобри услови. И подобри резултати на крајот на денот. Ако со години наназад се сметаме и доста од ракометните љубители на Балканот ни признаваат дека сме можеби најдобрата лига. Имаме ли простор да продадеме ТВ права барем на дербите? Вардар Пелистер, Вардар Алкалоид Охрид Пелистер. Сега не знам, не ни пристапил некој за таква идеја. Пред некоја година ФК Вардар
се поврза нешто со спорт клуб, ама таа не знам како Сега дали се е обстара, арена. дали не. Сега се е арена. Сега е се арена. Нели арена купи се цел Балкан, мислам Се дека. купи. Се емитува она. Вчера гледав Бор, Јагодина, женски ракомет на арена. А не може Пелистер Вардар да не е поатрактивно од Бор Јагодина. Ние играме Македонија, Србија, жени пријателска сениорки во Бор. Април беше така, мислам дека се оваа сезона. Влагам во сала, имаше 5 камери. И викам, што се случи? Што се случи? Вика, арена си имитува пријателски женски надпревар во Бор. 5 камери направен пренос. Сето тоа се надам дека ќе го постигнеме со македонска национална телевизија. Разбираш се. Ако имаме ние добра гледаност, ако имаме се покао, дај Боже да има интерес, да може да се понуди се до тоа. Да се продадат теа правата. Владко, може да исцрпивме се, може да не. Имам овде уште едно прашање, ама тешко ми е мене, не ти го поставам. Нема ге. Беше убаво ни да разговорат со афирмативни теми. Ќе повторам пак, ми се допаѓа и твојата енергија и фокусот каде е, дека е доле во базата, дека е кај младите, дека тука најмногу треба да работиме. Лесно е да се занимаваме со Вардар, со Алкалоити, со Охрид и Пелистер, имаат по 1-2 милиона буџет. Нас ни треба да се живи Радовиш, Струга, Богданци, така. Сите ракометни центри. И да отвориме што повеќе. И да отвориме што повеќе, да ја популаризираме. Ќе ти спремам потешки прашања следната година, ова лесно ми ги помина сите. Прв пат добро. Да. Ти благодарам што одвои време да поразговараме. И се слушаме, се гледаме наскоро. Секако. Фала. Благодарам. Поздрав.